Денеска бевме во посета на општина Старо Ногоричане, се сретнав со градоначалничката на општината Жаклина Јовановска и разговаравме за тековните проекти на општината кои што се реализираат со поддршка на разни програми на владата насочени кон развојот на локалната самоуправа. Како што знаете, општина Старо Ногоричане е доминантно со рурални карактеристики, од кои произлегуваат и незините предности кои што заслужуваат целосна поддршка. Како прво, тоа значи креирање на програми за поддршка на граѓаните од општината кои доаѓаат од програмите за рурален развој и за поддршка на земјоделството. Во таа насока се договоривме со градоначалничката Јовановска да ги зајакнеме започнатите заеднички активности кои се однесуваат на приближување на можностите до граѓаните, земјоделци во општината да ги влечат придобивките од владините програми за развој на земјоделието и руралниот развој. Тука е бесплатна зелена нафта и повратот на персоналниот данок за земјоделците, средства кои тие може да ги реинвестираат во модернизација на нивните земјоделски дејности. Посебно сакаме да ја афирмираме програмата за поддршка на млади и на жени земјоделки, за кои се определени средства и до 10.000 евра. Силен потенцијал има и ИПАР програмата за финансирање во земјоделството и сточарството, за што има бесплатна обука на фармери за поефикасно искористување на ИПАР средствата. Се разбира заради карактеристики на територијата на општината, заради претежно планински предели и оддалеченоста меѓу селата, посебна грижа во изминатиот период беше посветена на патната инфраструктура. Во изминатите 3 години, како централна власт, инвестиравме 1.430.000 евра за патна инфраструктура во општината, за рехабилитација на регионалниот пат Младо Ногоричане Пелинце и за регионалниот водовод за Младо Ногоричане, за кој што се почнати подготвителни активности, за кој што се наменети 820.000 евра. Во рамки на рамномерниот регионален развој, 10 проекти со вкупна вредност од 82 милиони 61.357 денари се завршени или се во фаза на реализација. За подобри услови за рурален развој, за развој на туризмот и мобилноста во североисточниот плански регион, за заштита на животната средина, за подготвителни активности за повеќе локални патни правци. Никогаш како овие 3 години не се вложувало во нашата држава за рамномерен регионален развој. Постигнувањата во овој североисточен регион и во регионот на Старо Ногоричане го покажува тоа. Старо Ногоричане има особени предности во поглед на планинскиот, селскиот и културно-историскиот туризам. И самите го знаете значењето на меморијалниот центар Асном. Потоа тука е манастирот Свети Ѓорѓи од 11 век, која има огромно значење и представува прекрасен примерок од средновековната византијска архитектура. Тука е мегалитската обсерваторија Кокино. И сите овие културно-историски споменици, заедно со питомите природни убавини на околните планини, ја праваат општината атрактивна туристичка дестинација. Затоа е многу важна поддршката на владата, што досега ја дававме за заштита на животната средина, уподобрувањето на условите за живот во североисточниот плански регион, за рурален развој и за развој на туризмот и мобилноста во општината и во регионот. Станува збор за сериозни проекти, кои представуваат силен аргумент и за прекуграничните проекти со соседните држави Србија и Бугарија, и за пристап до високи финансиски средства од фондовите во Европската Унија, за кои гарантира државата и кои им стојат на располагање на општината за реализација на заеднички проекти во интерес на граѓаните од општината и од регионот. На крајот сакам да се заблагодарам на градоначалничката на општина Старо Ногоричане Жаклина Јовановска за посветеноста со која што работи на креирање на политики и на проекти кои што се од исклучителна важност за развојот на општината, и да ги уверам сите граѓани на општина Старо Ногоричане, да ја уверам градоначалничката дека владата ќе остане посветена да помага на оваа општина, се со цел да имаме подобар развој, да створиме еднакви можности за сите жители на општината.